Како тече гласањето утрово во општина Центар? Во овие вести информации добиваме од колегата Сотир Трајков, кого линковски го вклучуваме од терен. Сотир, каде точно се наоѓаш утрово? Александар, ние се наоѓаме пред училиштето 11 октомври, го посетивме избирачкото место 2830, каде според председателката на избирачкиот одбор гласањето започнало точно на време во 7 часот и досега се одвива без било какви проблеми. Излезноста е малку послаба заради тоа што ова се рани утрински часови и гласањето знаеме дека трае до 19 часот, а од ова избирачко место ни рекоа дека очекуваат повеќе гласачи во попладневните часови. Предлагам да ја слушнеме изјавата на председателката на избирачкиот одбор на избирачкото место 2830. Убав ден да имаат сите на избориве. А што очекуваме нешто подобро? До сега не беше добро. Па се надеваме на подобро. Очекуваме изборниот ден да помине мирно, да нема никакви проблеми, народот да се изјасни, да избереме способни градоначалници кои што ќе направат добро за општината која што ги избрала. Тоа е тоа. Све најубаво. Што значи тоа се најубаво? Имаме многу локални проблеми. И па све ќе се отспараш. Што очекувате од денешниот избор? Мало да го средат. Што значи тоа конкретно? Па тоа конкретно да се изгради, да се улици, згради, тие работи што треба све. Оти за никаде. Иначе нормално. Очекуваме подобро. Напрем беше отворено избирачкото место, точно во 7 часот. Немавме никакви проблеми, изборниот процес си тече, значи најрегуларно, без застој. Колку избирачи имате на вашето избирачко место? На ова избирачко место има 587 избирачи, а досега излезноста нели гласале само тројца избирачи, но тоа е вообичаено за овој дел од денот. Очекувате повеќе во текот на денот, се разбира? Да, очекуваме секако во попладнивните часови да биде поголема таа бројка. Ете ги слушнавме и очекувањата на граѓаните кои од утрово дојдоа во училиштето 11 октомври на избирачките места го остварија нивното гласачко право, а исто така ја слушнавме и председателката на избирачкиот одбор за тоа како тече гласањето од 7 часот наваму. Да кажеме дека во вториот круг на 8-мите локални избори право на глас имаат 1.013.375 гласачи, а се гласа во 32 општини и во градот Скопје за градоначалник. Меѓу тие 32 општини е и Шуто Оризари, каде на 3 избирачки места ќе се прегласува за советници по констатирани нерегуларности од првиот круг на локалните избори кои ги констатирал Управниот суд. Ние остануваме на терен и ќе следиме како ќе тече изборниот ден.